Си влегле заедно со полиција и така Морам да натака. ве прекинам, затоа што праксата од 2006 предложила во ваше време, а Груевски беше министер за финансии во 2001, па и тогаш немало соодветни контроли. Се носел лист по лист, документ по документ во УЈП, селективно како што Рамковски сакал, а не како што даначниците требало да направат. 2 години рековте дека се вршат анализите. 2 години пак од друга страна власта се сликаше со Рамковски поддржувајќи ги кампањите во земјоделието и тоа не го криеше. 2 години исто така Рамковски беше поддржувач на вашата политика, дури и на Александар Македонски и целата таа фама околу обменувањето на курсот на политиката. Во тоа време ниту со збор не го искритикувавте Рамковски и заради тоа се сомнежите за брак од интерес. Не, Лупевска, видите, оваа власт на ВМРО-ДПМН и оваа гарнитура на ВМРО-ДПМН покажа дека нема толеранција, па макар кога станува збори за луѓе од ВМРО-ДПМН. Значи, досега не се случило ниту една власт да поведе кривични постапки и истраги спрема луѓе од самата власт. Ние во неколку наврати имавме постапки спрема градоначалници од ВМРО-ДПМН, спрема директори поставени од ВМРО-ДПМН, спрема членови на Централен комитет на ВМРО-ДПМН. Ама исто тоа ќе се однесувавте ако се уште ве поддржуваше? Никогаш, сигурен сум, да, никогаш не било доведено во прашање нити во дебата внатре во партијата дали треба спрема некого да се постапи вака или обратно. Напротив, ВМРО-ДПМН е првата владеачка структура во Република Македонија која што успеа да покаже дека и спрема своите членови кои што ќе се огрешат спрема законот, ќе постапува еднакво и за сите мора да се поштува законот. Да, 2 години чекавте да постапите. Не верувам дека се чекало, поради тоа што ви кажав дека едноставно самиот број на 50 фирми и целиот капацитет на документи, видовме на телевизија целен хангар е со компјутери и со документи, верувам дека има причина зашто се анализирале работите. Има ли пристап за тврдењата дека потврд за тврдењата дека има селективен пристап во работата? Само на Перонаков има 6 фирми во кои што се влегло, се зборува за 26 кои што се таму регистрирани, па дури до фантастичните 40 фирми таму. Селективност во која смисла? Зошто во тие 6, а не во другите? Тргнуваме од таа ситуација таму па до сите други правни субјекти во земјава. Вклучително и медиуми, други фирми. Момировски, јас сум сигурен во разговори со ваши колеги дека во последниот период имало инспекции финансови во други медиумски куќи, кои што си поминале многу легално, многу легитимно и без никакви задршки. Сите оние кои што се чувствуваат чисти пред законот немаат проблем да покажуваат нервоза, така? Во случај кога во одредена ситуација би се сомневале дека можеби нешто ќе биде пронајдено кај вас, тогаш имате легитимно право да бидете нервозен. Меѓутоа фактот е дека системот функционира еднакво за сите. Јас знам дека во неколку други медиумски куќи во последната година е направена многу легитимна и многу легална инспекција од страна на управата за јавни приходи, од страна на другите инспекторати во државата, без разлика дали е трудов и така натака и така натака. Ако Жане нема уште некои прашања за финансиските аспекти на Само проблемот. да прашам дали Рамковски ви прати порака и дали се понуди за преговори со оглед на ова интервју што ми личи дека ретирирањето е понуда. Значи не станува збор. Вас или на премиерот или на било кој функционер? Значи договор нити има, нити може да има. Институциите си се должни да постапуваат еднакво спрема секого, без разлика дали е сопственик на медиум, без разлика дали е во партиско раководство на ВМРО-ДПМН, на СДСМ или воопшто не е во ниту една партија. Институциите мораат да си постапуваат еднакво. Како инаку ќе изградиме доверба кон институциите и како ќе изградиме јака држава? Никако поинаку. И претедникот Бучковски вчера го прашав истото прашање, кој доби со оваа ситуација? Дали можеби ВМРО-ДПМН успеа да сокрие некои работи во јавноста? Последна актуелна работа Момировски што беше во Република Македонија на политичката сцена беше аферата Надеж. Ние во оваа недела ја заборавивме аферата Надеж. Ништо друго. Така да ако тргате од премисата дека можеби се сакало да се покрие нешто, веројатно немало да биде избрано овој момент. Добро, и однесувањето на Горчев и сето она што се случува во Европската унија и тоа е прво дискутабилно, второ се случува вчера и завчера, не се случува во минатиот четврток. Последна актуелна работа на политичката сцена беше аферата Надеж. Така да ако ние сме бирале, немало да избереме сега, туку ќе оставивме да се дискутира за аферата Надеж уште недела дена, па да видиме кој потпишувал, кој не потпишувал, дали се 340.000 точно, каде одело трансферот на средства и така натака и така натака. Тука има уште многу теми, па кои невладини организации имале корист од тоа, кои немале. Така да прашање кој што ќе го утврди обвинителството, претпоставувам, барем во има должност според закон да постапува. Околу имиџот на земјава по ситуацијата на Перонаков во четвртокот. Брисел еве 2 дена сериозни критики. Сега ние прво видете, јас
Сум позитивно изненаден во тоа што всушност огромниот број од дипломати во Македонија и надвор од Македонија не изреагираа на провокациите кои што доаѓа во смисла на тоа дека е загрозена слободата на медиумите, лажното тврдење. Меѓутоа и оние кои што изреагираа сега се доведени во ситуација веројатно да ги преиспитаат своите ставови поради тоа што господинот Рамковски самиот призна денеска дека неговите новинари ја претерале атмосферата, ја направиле погрешно. Добро, претходно рече дека му ја одработиле работата. Тоа е негов однос со новинарите кои што работат во неговиот медиум и таа дилема и таа дебата треба они да си меѓу себе да си расчистат, ние нити сакаме нити можеме да навлегуваме. Завршуваме само за крај. Ќе утврдите ли ќе се правили контрола дали се прекршувале човековите права пред даден телевизија вечерта и дали се прекомерна сила и употреба на страна? Вие знаете дека секогаш кога имало поплака од страна на било кој субјект, вклучително и новинарите, посебно новинарите, за преголема употреба на сила од страна на Министерството за внатрешни работи, Министерството за внатрешни работи постапувала внатрешно по системот на внатрешна контрола. Јас сум сигурен дека нема причина овој пат да не биде така. Ако биде докажано било што дека некој припадник на Министерството за внатрешни работи загрозил човекови права, сум сигурен дека ќе биде постапено. Многу кратко, очекувате ли инциденти во недела? Лошо е што подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, лошо е што поранешен вице-премиер за европски прашања повикуваат на насилство. Јас сум сигурен дека институциите на системот си функционираат и сум сигурен дека на овој начин само се обидуваат со промовирање на агресивност да го покријат својот недостаток на самодоверба. Еден апел од нас овде се да иако се се огради од тоа дека ќе има насилство денеска со Бранко. Кој од кого се огради? Исполја дека Црвенковски се оградува од Гордан Ѓоргиев и од Шекеринска. Значи сите ретерираат, а вас ве држиме за збор за да видиме дали и како ќе заврши случајот, доколку нормално има факти и аргументи за да заврши случајот со Перо Наков Безбрег. Да, благодариме што бевте со нас во Фактор 5, продолжуваат вестите на Канал 5. Благодарам. Благодарам.